Почитувани колеги, ова зад мене е објектот каде што во 1995 година требаше да биде сетиштето на светски познатиот автомобилски бренд Audi, кој сакаше да отвори фабрика во Македонија. Оваа фабрика ќе вработеше најмалку 1000 работници. Но уште многу компании од оваа дејност во државата ќе продолжат да работат и дополнително поради таа инвестиција во Македонија. Веројатно ќе дојде уште многу деловни партнери на Audi и банки кои што ќе го поддржуваат нивното работење. Тоа ќе значише илјадници нови работни места. Audi не влегува во Македонија, оваа фабрика никогаш не се отвора. Во медиумите се говореше дека некои луѓе од владата на Црвенковски од германската компанија побарале дополнителни милионски провизии. Пропуштена е можност за вработување на над 1000 македонски граѓани. Пропуштена е можност за индиректно ангажирање на десетини илјади други работници и за пораст на економијата. Audi наместо во Македонија отвори своја фабрика во Хрватска. Неповратно е пропуштена оваа можност. Колку ли вакви и уште поголеми инвестиции пропушти Бранко Црвенковски. Наместо да се занимава со привлекување на странски инвестиции во државата, кога сите околни држави го правеа тоа, Бранко Црвенковски неговата влада се занимаваше со приватизацијата и со грабежот на општествениот имот и државните фабрики. Затоа тие треба да одговорат каде отидоа 5 милиарди долари, колку што беше проценета вредноста на општествениот капитал, кој што беше разграбан во криминалната приватизација. Оваа пропадната инвестиција е само символ на владењето на Бранко Црвенковски. Доказ за хаосот во кој овој човек е втурна државата и сите нејзини граѓани.